Пастренката е, да не кажам, напорот кој што порано, конкретно да бидам понародски изразен, ако на времето со еден ист алат, за едно исто време, се ловеле 100 пастренки, денеска 0,1 пастренка за тоа време. Ситуацијата е алармантна, така? Ситуацијата е одамна алармантна и ние алармираме одамна. Дури знаете дека минатата година се потпиша и договор за соработка помеѓу двете министерства, Албанија и Македонија, за заштита на рибниот фонд на Охридското и Враспанското езеро. Но техничките групи кои треба да го спроведат тоа, значи науката и експертите, такво тело се уште не се формира. Сега доаѓаме до моментот кој ќе треба едно тело кој ќе биде ново и кој знае што све, кој све ќе учествува таму, дали ќе бидат политички или ќе бидат експертски поставени, да одлучува за управувањето со Охридско езеро. Со статутот кој што го доби, да речеме, Охридско езеро како споменик на природата, како што се Преспа и Охрид, за мене конкретно тука се уназади работата. Затоа што сега имате една контроверза на закони кои што утре ќе се спротистават едни на други. Значи тоа е работа која што треба претходно да се расчисти за да му се даде некому да управува и да одлучува. Да, тоа уште еден проблем, затоа што сега се гледа како и нас функционира се само на хартија, а не и во пракса. Може да се смени тоа, но ќе треба време. Точно, на хартија имаме прекрасни закони, имаме све, ама дали се Ништо не се координирани и имплементира. не се координирани, За жал. тука е голема грешка.